Воредна состојба со водата во Гостивар. Чешмите не смеат да се користат за пиење. Инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство откриле нелегално поставена пумпа која според надлежните внесувала вода од реката Вардар директно во градскиот водовод. Во меѓувреме Гостиварската болница е преплавена со пациенти. За само 3 дена околу 1200 граѓани побарале лекарска помош со исти симптоми: стомачни болки, повраќање, диареја, температура и малаксаност. Меѓу пациентите има и повеќе од 300 деца. Од болницата за Алфа велат дека најголем притисок има на инфективното, детското оделение и ургентниот центар. Лекарите веќе прават епидемиолошки анкети за да се открие изворот на заразата. Изминатите 3 дена лекарска помош побарале повеќе од 1000 пациенти со симптоми како повраќање, диареја, болки во стомакот, температура и малаксаност. Меѓу нив има и околу 320 деца. Нема хоспитализирани пациенти, туку сите се амбулантски третирани. Дел од нив примија терапија и се пуштени на домашно лекување. Симптомите наликуваат на вирусна епидемија, а се очекуваат резултатите од Институтот за јавно здравје, кои треба да дадат повеќе информации за причините. Полицијата и обвинителството отворија истрага. Од СВР Тетово по превземените активности утврдиле дека причината најверојатно била во вбризгување на загадена вода во градскиот водовод за да се зголеми притисокот во водоводната мрежа од црпно место во село Вруток. Поради сомнение за сторено кривично дело, загадување на вода за пиење, предвидено и казниво по член 219 од Кривичниот законник, во расчистувањето на овој случај вклучена и полицијата. Екипите на Центарот за јавно здравје веќе зеле примероци од 4 локации. Резултатите кои треба да дадат одговор дали водата е безбедна за пиење се чекаат 72 часа.